Ladies and gentlemen, if you're making your way near the aircraft, do not pass up any middle seats. The only seats probably available at this. Добро утро. Све видим, сунце не видим. Патувам некаде. И смеам да носам само волку багаж. Те смеам две вакви торби, ама морам да земам гитарата со мене, затоа што морам да вежбам. И да не ви кажам колку чорапи гитарава е полна со чорапи, еден пар патики и уште мал милион глупости внатри, документи и се. А ранецот е полн као што гледате со се и се што. Добар ден сите, добро дојавте во ново видео. Денеска е првиот ден од распустот за тако познатиот американски празник Thanksgiving. За Thanksgiving овдека не се учи. Нешто како кај нас Великден. Си спојуваат. Има една недела кај што не се учи и јас патувам. Таа недела јас не сум овдека. Сега. Треба ова се да го стокмам на мене и да имам една рака слободна за да можам да снимам. Инако као ви се свиѓа јакнава? На наско е, не е моја. Чекај сега, стој. Ми треба слушалки, ја не смеам да се заборам слушалки да му се види. Чекај. Не знам што джепови има ова јакнава на наско. Кода за војска ќе одам, не дека сум бил, или знам како. Што е бро? Ранецов е потежок од животот мој. Се гледаме. Имам пријатели во Индијана и ако не знаете каде е Индијана, сега во моментов ќе ставам слика од тоа кај сум јас, а каде е Индијана. И благодарение на нив ми купија карта, затоа што они имаат као кредит за летање, не знам како. Очто имаат летано многу и на некој начин компанијата им дава бесплатни карти, така што одлучија таа карта да ја искористат за да дојдам кај нив. И ова ќе биде влог како јас патувам на кај нив. Сега, дозволени ми се две торби како што гледате и авионот ми полетува во 11:25. Сега е нешто блиску до 8 и цимерот заедно со девојка му ќе ме однесат до аеродром. Само се надевам дека имаат станато. Бидејќи ако немаат станато, немам некој друг избор за превоз. Guys, have an awesome day. Thank you for the lift, okay? Don't run away until I get my thingies. See you in a week. Have a happy Thanksgiving, guys. Bye. Добро, влегов, се е окей. Сега треба Gate C1. Иако летам за Индијана, мојот лет е во Чикаго. Така што слетам од Чикаго и од таму ќе ме земат.
Што кола е ова? Atlantic Infinity. Наискрено прв пат слушам за марката Atlantic. Поминав security и сега одам. Воу! Ова не е кој нашиот аеродром, али знам каде одам. Така што имам време, малце ќе се шетам, малце ќе видам што има во продавници. Бидејќи полетувам во 11:25, сега е 9:15. Ајде малце ќе разгледам што има. Мене секогаш ме интересира електроника. Овие слушалки. Се скапи, ама некој ден. Највеќе пари трошиш на аеродром, очигледно. Јас не трошам. Електронска опрема. Thank you. I'm just looking around. Морам да излезам и да си најдам кај сум, да не си изгубам. Гейт C1. Еве го C. C1, C1, C1. Ladies and gentlemen, if you're making your way to the rear of the aircraft, do not pass up any middle seats. We're here. Sorry, sir. Okay. Thank you for everything. Have a good day. Ладно. Have a good day. See you later. Ладно е овдека. Доста. Многу е ладно, ама малку ми треба време дори да се снајдам кај сум, што сум, ама ќе го биде. Врска немам кај сум. Еј! Ова е многу убаво. Ова е многу убаво. Сега треба да ме соберат со кола луѓето кај кои што одам. Во Спад дојдовме во една продавница која што е за подароци, за Christmas, Thanksgiving и такви работи. И они имаат да купат некои подароци, така што им правам друштво. Ќе ви објаснам кај сум, што сум и како сум приквечер кога ќе дојдам кај што треба да се сместам. Сега за сега уживајте во влогот, уживајте во Америка и тоа е тоа. Значи моја грешка, ова е ловџиска продавница. Во долниот дел има као работи за деца, а во горниот дел има работи за возрастни. Се сместив, значи стигнав и сега да ви објаснам на сите што се случува во ствари за да ви е јасно. Морам да ви кажам се од почеток. Во Македонија има еден камп што се вика Speak Out. И тој камп се одржува во Охрид. Го има секоја година, го имаше и ова, го имаше и минатата и тој камп е летен камп кај што може да одат, мислам дека од 14 до 18 години, не сум сигурен за ограничувањето за години. И на некој начин прво се деца, тинеџери од сите градови од Македонија одат во Охрид и американци од Америка доаѓаат на истото место. Целата поента е
сите македонци да се запознаат со америчка култура, да се запознаат со овој начин на живот, да се дружат со други, да се дружат со американци, да се запознаат со малце по-духовната страна, да кажам, на светот. И на тоа место запознав многу пријатели кои што се од Америка. Значи стварно многу, многу, многу. И наискрено се осеќам многу онака задоволен што ги имам сите тие пријатели. И еве сега се пружи прилика каде што јас бев и сум во Америка, сум на факултет и дојде Thanksgiving. Thanksgiving е празник овдека што се слави и е една недела празна, не се учи. Наместо да останев една недела на факултетот што можам технички да го направам тоа и можев да го направам тоа, они понудија да дојдам кај нив во Америка, да дојдам за оваа недела, да им правам друштво и едноставно да им бидам нивни гостин оваа недела. Зборам, тие се пријатели кои што ги имам запознано на тој камп. Така што сега во моментов сум во Индијана. Јас слетав во Чикаго, ама сега сум во Индијана. Тоа е многу близко, они ме зема од аеродромот и сега сум во нивниот дом во Индијана. И сега за сега уживајте во влогов, уживајте во видеава кои што ќе следуваат, ќе се трудам се повеќе да снимам и тоа е тоа. Фала ви многу што го гледавте видео, се надам дека уживавте во ова мало миниатурно или може малку поголемо влогче. Фала ви многу што гледавте видеово, се гледаме во наредно видео.